талентот не е само дар од боговите, туку е и многу работа и постојан развој на личноста. За да може да успее едно дете кое поседува талент, потребна е работа, финансии, поддршка од институциите. Има ли Македонија стратегија за талентираните деца во спортот? Ова е приказната која што ја работиме денес. Останете со нас. Ева Милевска е млада скијачка од скијачкиот клуб Пелистер од Битола. Љубовта кон скијањето и почнува на 5 годишна возраст. Моите родители, кога бев мала, кога имав 4 години, ме застанаа на ски и ме пуштија. Но тогаш јас така не го гледав скијањето како спорт кој што сакам да го посветам цел живот на него. Туку случајно спонтано се најдов во попова шапка на трка и прв пат ја осетив таа еуфорија на надпревари и цел тој процес на спремање до стартот па се до целта. И после тој настан јас одлучив дека сакам тоа да го правам без граници. Нејзин избор е алпското скијање. Алпското скијање е спорт кој што нема паузи. Трае од првиот ден на годината па се до последниот. Сите тие паузи, цела исхрана, одморите, тренинзите, сето тоа е процес на спремање кој што јас мора да се придржам за да, ако сакам да имам некој успех. Смирувањето мислам дека е природно, некогаш телото ми е од страв, само кога ќе се пуштам по падината надолу ми се претвора во адреналин, па така ми доаѓа тоа природно. Ева учествувала на многу надпревари. Освен во Македонија, настапувала во Грција, Косово, Бугарија, Србија, Хрватска, Словенија, Италија, Франција. Ова бара силна посветеност и многу жртви. Често ги пропушта дружењата со своите другарчиња. Па искрено, некогаш знае да ми е тешко. Например, полуматурата, јас ја пропуштив, зашто морав да одам на подготовки во Австрија. Имам пријатели кои ме поддржуваат во тоа што го правам и сето тоа е некако полесно. Но на крајот на денот се потсетувам кои се моите цели и зошто ја сакам тоа да го правам. Па никогаш немам кање зашто сум на планината, а не зашто, например, не знам, во училишниот двор или пак на некои излегувања, на некои дружења. Учењето и скијањето тешко може да се вклопат континуирано, но затоа пак има разбирање од своите наставници кои се нејзина силна поддршка. Скијањето и спортистите сепак имаат поинакво доживување на училиштето отколку нормалните деца кои што го следат тоа. Сепак професорите и наставниците во основно гледале некој надеж во мене и секогаш биле овде да ме поддржат. А како што расте, ги менува своите спортски соништа на кои се посветува. Кога бев помала имав некоја цел која што би одземала, не знам, 10 години или 15 за да се исполни, со однос на тоа што бев помала. Но сега како што растам, почнав да си задавам цели од година за година, за да ми биде полесно и така ќе можам повеќе да се фокусирам на целите кои што ми се и буквално да правам чекор по чекор. За оваа година имам цел да ја извршам нормата која што ја бара Македонска федерација, односно 10% за останување од првиот на потешките надпревари, а во соседните држави се 5%. За да станат шампиони, талентираните деца за спорт имаат потреба од силна посветеност, многу жртви, многу финанси. Патот до успехот не е едноставен ни за децата кои се талентирани, ниту пак за нивните родители. Предиспозициите се добра основа, но не се и пресуден фактор за создавање на врвен спортист. Ова го вели современата спортска наука. Што истраживме во таа насока денес, откриете сега во приказна.
Младите се носители на позитивните промени, како во земјава, така и ширум светот. Тие се ресурс за иновации и движечка сила за развојот на општеството. Македонија има надарени деца кои постигнуваат извонредни резултати. Талентот за спорт представува диспозиција која се развива со напорна работа и посветеност. Талентот е дар од Бога. Значи, тој е Божи дар. И многу сум среќен што во поновата стручна спортска литература се повеќе и повеќе го наоѓам истото ова, дека талентот е дар од Бога. Развојот на талентот подразбира индивидуално работење во насока на усовршување на вештините кај детето. Тоа е способност на некое дете кое што побрзо се, како да кажам, напредува во однос на другите деца. Така да тука мораме да спомнеме дека и генетската основа има некое си влијание, но не многу големо. И знам дека сето тоа кое што е поврзано со самиот талент не носат до два моменти. Тоа се две тотално спротивни мислења, во кои што првото мислење е тоа дека талентот како талент е примарна компонента за да се направи врвен резултат. Значи, тоа е едното мислење што владее во светот. А второто мислење што владее во светот е тоа дека работата и само работата и дисциплината и пожртвуваноста доведуваат до врвни спортски резултати, а го занемаруваат не толку многу талентот. Сега, во една таква ситуација, јас со ова второво мислење многу не се сложувам, затоа што ако е само работа, тогаш не би требале да постојат воопшто тие скаути кои што се луѓе кои што се специјализирани да откриваат таленти, и тогаш овие големи клубови не би требале да плаќаат многу пари за тие да шетаат по цел свет и да бараат таленти, ако талентот не е битен. Развивањето на спортот се заснова на научни истражувања, спортска методологија, спортска статистика, а со практикување на спорт се подобруваат како физичките, така и психичките способности на една личност. За разлика од развиените земји, па дури и земјите од регионот, ние се уште немаме национална стратегија со која прецизно би биле дефинирани областите за кои училиштата би имале јасни процедури и критериуми за идентификација на талентираните, како и разновидни форми на работа со нив. Би сакала да кажам дека имаме стратегија за спорт, меѓутоа веќе подолго време спортот кај нас се развива без никаков стратешки документ. И тоа е навистина голема жалост, затоа што на тој начин сваќаме дека спортот како еден општествена сфера не е доволно важна за државата, не е доволно важна за сите оние кои што ја водат нашата политика, затоа што спортот едноставно не може да се развива без еден стратешки документ кој што ќе биде изработен по високи европски стандарди. Живеев во Малта, работев тамо во најдобриот кошаркарски клуб. Во исто време бев и професор на Националната спортска академија, тамо школа. Малта во однос на спортот, во однос на Македонија е сигурно на пониско ниво, меѓутоа тоа нема да трае долго. Затоа што имаат јасно зацртан план, јасно зацртани стратегии и многу вложуваат во самиот спорт, во стручноста и филозофијата на живот и на се многу е поинаку од тука. Само ќе ви кажам еден пример и тоа мислам дека ќе биде доволно. За нивното размислување за спортот, за нивното размислување на усмерување на децата во спортот. Значи, на приемниот испит на школата за кошарка на Националната спортска академија бев јас и уште директорот на школото и уште еден член. И на тој приемен испит ни дојдоа, мислам дека дојдоа околу 14 деца. Ние сите ги истестиравме, направивме приемен тренинг,
тест и на завршувањето, од кога заврши сето тоа, јас им викам, добро, што правиме сега? Мислам, 14 се јавија. Ми вика, реално по тебе, вика, колку, вика, заслужуваат овдека да бидат во спортска во. Ја викам, максимум 3 до 4 деца кои што имаат таленти, кои што можат да И они ми викаат, добро, ги примаме тие 4 деца. Викам, добро, зошто ги примате? Зошто не ги примете сите 14, па тоа да биде тим, па да можат они да тренираат заедно, па може да играме надпревари, па може да направиме тренинг како што треба да биде тренинг, кошаркарски тренинг. Викам, што ќе правам ја цела година со 4 деца? И он ми викаат, не. Значи, немој така да ги гледаш работите, гледај ги на овој начин. Ако тие 10 деца кои што не заслужуваат да бидат тука, ние ги донесеме да бидат тука, им правиме лошо на родителите затоа што децата ги усмеруваме во нешто во кој што тие не се добри. Може да ќе бидат подобри во некој друг спорт, може да ќе бидат подобри во некоја друга област. И ние на родителите мораме да им ја кажеме вистината. Идејата постоеше уште пред неколку години. Се формираше, дури мислам дека и работна група или беше на почеток на формирање на работна група, меѓутоа работите едноставно запреа. Предпоставувам дека нема доволно политичка волја, нема капацитет и повторно преку тоа се гледа колку државата всушност смета дека спортот е важен или неважен во оваа конотација. Некои земји имаат стратегија за развој на спортот од најмали нозе. Таму, уште од најмала возраст, се одредени критериумите за истакнување на талентот. Моментално, не моментално, и уназад години, ние како нација, таква нација сме, нас повеќе не интересира и не возбудува нели екипниот спорт. Ни се случи уназад, ланската година беше најуспешна во историјата на Македонија, нашето осамостојување. Имавме фудбалската репрезентација прв пат беше на едно големо надпреварување. Имавме медалист од Олимпијада, имавме медалист карате, имавме медалист кикбокс, имавме многу медалисти во нашето осамостојување кои до сега не било вака. Нели ракометна си има нон-стоп критериум дека оди на големи надпреварувања, дали е европско, светско, кошарката е тука, веќе одбојката директно држи нели големи надпреварувања. Се надевам дека тој тренд ќе продолжи. Имаме смена на генерации, се гледа тоа и во ракометот, и во кошарката, фудбалот е тука, веќе Пандев ни заминува во пензија, Адеми и сите останати, се надевам дека тој тренд ќе продолжи, али све зависи пак поединачни. Поединачни спортисти гледаме дека нон-стоп некоја во секоја во годината во различни спортови, дали било джудо, дали било бокс, дали било борење. Лани победи 2020 година имавме најдобар спортист Борачов кој освои европски медал, европско прво место. Во некои земји се обезбедува настава со скратено работно време, а образованието со скратено работно време за деца на спортисти е целосно бесплатно. Предавањето со скратено работно време е идеално решение за децата кои се докажано талентирани во одредена област на спортот и имаат потенцијал за поголем успех. Поради големиот број отсуства, редовното предавање би можело да биде тешко, а притисокот на дополнителни обврски би бил штетен за менталниот развој на детето. Постојат многу модели и начини, ние не треба воопшто ништо да измислуваме, буквално се има по сите европски земји. И треба само да се инспирираме и да видиме што е апликативно во нашиот контекст. Не бидела подалеко, меѓутоа би споделила само два добри примери кои што можат и тука да се превземат. А тоа е примерот со Албанија. За сега, мислам дека оваа или минатата година започнаа со една голема иницијатива на спортски план, односно државата инвестира големи финансиски средства за да отвори одбојкарски школи во сите основни и средни училишта низ Албанија, а тие школи ќе бидат бесплатни за сите деца да учествуваат. И сега замислете како е на еден родител кој што има дете и кој што има можност во школото после часовите вие да го задржите моето дете да спортува. И од таму, од тој квантитет понатаму, нивната идеја е да ги извадат, односно да ги идентификуваат младите кои што се талентирани, понатаму кои што ќе може да преминат во нивните школи, во нивните тимови. Ова е добар пример од Албанија, кој што сега почна со оваа иницијатива која што е координирана од страна на Олимпискиот комитет заедно со другите спортски организации. Друг позитивен пример е секако Словенија. Словенија е една
спортска нација која што навистина живее во духот на спортот. И кај нив знам дека на општинско ниво исто така имаат многу бесплатни часови по различни спортови за децата и на тој начин децата се стимулираат, се инспирираат и оние што од млади живеат во духот на спортот. И сега кажете ми, зошто не би можело такво нешто да се имплементира и кај нас? Во Италија, Шпанија, професионалните спортисти уживаат права како вработени лица, имаат право на здравствено и пензиско осигурување и се вработени во државните институции. Сигурно дека треба да се почнат една стратегија за спорт. Таа стратегија за спорт треба да биде наш водечки документ и треба да знаеме како држава во кои спортови, спортски дисциплини најмногу сметаме дека ќе имаме професионални резултати во следните 10 до 15 години. Понатаму таа стратегија треба да даде една добра поделба помеѓу аматерскиот, рекреативниот и професионалниот спорт. Ние сме население кое што не спортува. Особено младите не спортуваат. Немаме голем број на истражувања, мислам дека и тоа е многу важно, да се направат што поголем број на истражувања, затоа што стратегиите мора да се темелат на факти и на бројки. Во спортот знаете дека 500 стипендисти, 500 талентирани дечиња кои се во спортот, во различни спортови. Кај нас во Македонија има 60 федерации кои гравитираат во дејноста спорт и они предложуваат во јуни месец, јули месец, поврзани или со овие стипендии, предложуваат млади дечиња, млади талентирани дечиња кои се членови на нивните федерации да државата ги стимулира и ги подпомага со извесен, тоа е 10-месечен, колку што трае нели школската година, толку ги агенцијата ги поддржува со 5600 и нешто денари месечно. Во Законот за спорт стои дека јавен интерес е поттикнување на спортските активности на децата и младината во рамките на националните спортски федерации, организирање и спроведување на спортски тренинг и надпревари за оспособување на спортистите за постигнување на врвни спортски резултати. Со овој закон, во согласност со соодветните закони од областа на образованието, регулирано е отсуството на спортски ученик, односно студент од настава, заради вршење на спортски тренинг и надпревари. Но се чини дека овие уредби повеќе се формалност, доколку се консултираат родителите на талентираните деца. Како агенција приклучени и поврзани сме со Министерството за образование, поврзано со образование. Има доста тука подпомагаме директно со наши средства кои директно не задолжува владата на училишниот спорт. Училишниот спорт ги пратиме буквално сите нивни учества на регионални, зонски, внатрешни, дали нели град Скопје, низ цела држава, територија на цела држава, они прават надпреварување. Гледаме и тие ученици да бидат и добри нели во самите предмети, да не биде само физичкото, него мора да биде и во другите предмети кои што можеме ние тој да отсуствува од настава за да може да ја представува дали училиштето, дали државата на поголеми надпревари. За да успее спортот кај нас, треба најпрвен да се воведат едни суштински реформи. Спортот одамна е поставен кај нас на едно многу незавидно ниво, да не кажем и хаотично ниво. Имаме стари стратешки документи кои што воопшто не се надградени. Имаме стар закон за спорт кој што исто така треба, потребен е нов. Потребни ни се доволно едуцирани луѓе кои што ќе имаат високи лидерски способности и ќе имаат издржливост и стамена за себе ова да го понесат. Значи, ние може да зборуваме за така наречена шминкање на спортот, каде што адхок ќе може нешто да промениме. Меѓутоа, за да спортот пркне, за да видиме резултати и на професионално ниво, меѓутоа најмногу и најважно да видиме што поголем број на граѓани да се занимаваат рекреативно со спорт, тогаш мора да имаме суштински реформи и мора овие реформи да бидат водени од лица кои што нема да подлежат на политички притисоци. Нам треба кадар кој што ќе биде едуциран, кој што ќе знае дека кога ќе се зафати со ваков тип на работа, ќе мора до крај тоа да го изведе, затоа што репутацијата на спортот кај широката јавност не е многу добра. И ние таа треба да ја подобриме со тоа што ќе инвестираме што повеќе и внимание, и капацитети, и финансии во спортот и во спортскиот сектор.
За да им го трасираме патот на децата, талентирани за спорт, потребна е стратегија за спорт која ќе дава прецизни насоки. Па ние генерално вложуваме многу повеќе во тимскиот спорт, него во индивидуалниот спорт. И сега јас сум поборник, односно јас практикувам индивидуален спорт. И ако ме прашате лично мене, не знам дали тоа е фер, меѓутоа пак ако гледате од една стратешка гледна точка, ако сакаме тимскиот спорт повеќе да го развиваме, тогаш треба да знаеме во кои спортови, во кои спортови ние ќе добиеме медали, во кои спортови ние ќе бидеме први и преку тоа ќе се етаблираме на интернационалната сцена. Да не ни се случи повторно она кога ќе добиеме олимписки медал, како да го наградиме момчето кој што ни се врати од таму. Треба да имаме се спремно претходно пред да заминеме на надпреварот, за да може да ги имаме, да ги знаеме успесите кои што сакаме да ги донесеме назад во нашата земја. Вашата ќерка е талентирано дете за спорт. Како го откривте нејзиниот талент? Како дознавте дека има нешто што треба да се развива? Многу случајно сето тоа беше, затоа што ниту јас имам занимавано со професионално скијање, ниту сопругот скија, така да тоа е некако многу случајно се случи. Битола е нормално до Пелистер, како една планина која нуди такви можности, и во таа година кога таа почна да скија, 4 годишно девојче, за прв пат ја пуштија и шичарата да работи после 8 години и прв пат се одржа велеслалом како надпревар со ревијален карактер, меѓутоа таа доби еден трофеј таму за најдобар млад скијач, најмлад скијач, односно на трката, и тогаш веќе од тогаш се инфицира, да кажам, со вирусот за скијање, и од тогаш започна сето тоа љубовта нејзина према скијањето, и талентот секако си го носи, меѓутоа она што е уште позначајно е нејзината љубов за скијањето и работата која ја вложува цел овој период. Колку имавте помош во насока на развивање на нејзиниот талент од тренери, од наставниците, со оглед на тоа дека за развивање на спортскиот талент, на било кој талент е потребно некој што ја знае повеќе таа проблематика, да има некоја стратегија со која што ќе ви помогне? Така, за нас беше сето тоа ново, значи кога се впуштивме во скијањето, меѓутоа да кажам, имавме многу поддршка од училиштето, затоа што скијањето е спорт кој бара отсутност на учениците, затоа што тие го бркаат снегот преку целата година, не само во зимските месеци, тоа бара отсуство, и тука наидовме на многу, да кажам, добра поддршка од наставниците и во основно, меѓутоа и во средно образование. Ева учеше 3 години во Песталоци, во Скопје, тука живеевме, потоа пак се вративме Битола, меѓутоа во сите училишта навистина наоѓавме многу поддршка. Кога станува збор за тренерите, тука за жал има прекини и нема континуиран однос со еден тренер многу долг период, заради целата ситуација како што е, да кажам, таа работеше многу години со многу тренери. И тоа малку е проблем, затоа што психолошкиот момент на еден спортист е многу битен. И тука, да кажам, навистина имаше сезони каде што со еден тренер ја поминуваше, меѓутоа имаше и сезони каде што се снаоѓаме во смисла дека се приклучуваме и на екипи кои се од соседството, од Бугарија, Србија и сега во моментот со српската, да речем, клуб еден тренира, и со грчката, значи каде што ќе најдеме можност да се приклучим, тоа е максимумот што можеме да го дадеме во овој момент, меѓутоа си бара нормално и континуиран пристап и во таа релација тренер-спортист. Колку кај нас, еве, децата кои што се талентирани за спорт, но и нивните родители се советувани од стручните лица дека треба да работат и на тој психолошки момент, да работат со психолог, затоа што подготовката за надпреварување е стресна сама по себе. И емоционалниот дел е многу важен. Многу малку, да речем, се зборува на таа тема, иако навистина е многу важна. На моменти ние како родители
заради тоа што поддршката која добиваме е минорна, да кажам, од институциите, од федерација, од сите останати институции која станува збор на професионални подготовки на спортист. Ние некогаш заради овие проблеми кои стануваат, прекини со тренер, да речеме, работа, децата мислат дека проблемот е во нив, дека неуспехот е нивни, личен. И тука е многу проблематично и тука навистина многу треба да се работи со децата и ние родителите се претвараме во психолози, колку успеваме да речам во тој период да го пребродиме такви кризи, ќе покажи времето, меѓутоа навистина е многу потребен како момент за еден врвен спортист. За да се развива талентот потребна е посветеност, пожртвуваност, но со оглед на тоа дека веројатно немаме стратегија како што се покажуваат искуствата на многу од семејствата чии што членови имаат деца талентирани за спорт. Што во таа насока значи за вас како родител? Дали вие треба да се откажувате со оглед на тоа што треба да му обезбедите некоја пожртвуваност и поддршка на детето во подготовките, во следењето на надпреварувањата? Тоа времето кое еден родител го троши, да речам, и несомно и финансиските средства се огромни. Меѓутоа, да речеме, кога предусловите до негде се задоволени во тој дел, како без разлика за некое семејство повеќе, за некое помалку, ќе се преброди, да кажам, заради тоа што навистина и за цело семејство е уживање да биде дел од цел процес на градење на еден таков спортист. И да ги има пристапите на целата магија, да кажам, на целата заедница, на се што се случува и надвор од само трката од една минута, да кажеме. Меѓутоа, побитно е да имаме подолгорочни решенија. Тоа е навистина многу важно, да знаеме најмалце, да речеме, сезоната што не очекува. Оваа сезона, кои се трките на кои ќе одиме, со кој тренер ќе се настапи, кои се подготовките, кои се сувите подготовки кои ги прават. Тоа е многу важно и посебно и за психолошкиот момент на спортистот, да знае што го очекува овој една година најмалце, ако не и повеќе, како што работат развиените земји. Тие се развиваат од последната олимпијада за наредните 4 години за наредна олимпијада, да кажеме. Алпското скијање е еден од спортовите во кои Македонија е учесник на олимпијада. Колку во таа насока финансиите се значени? Се вели дека не успеваат децата со талент, туку децата чии родители може финансиски да го следат тој развој. За жал, посебно во скијањето е, мислам, прескап спорт, навистина. И детското скијање како спорт, додека стигнат во професионални, да речам, физ надпревари, тие се огромни трошоци, нормално, и навистина е така. Најверојатно и голем дел на деца кои биле талентирани ќе се откажат само заради финансирањето. Спомнавте дека нема некоја поддршка од Агенцијата за спорт која што е задолжена за развивањето на спортот кај младите. Како реагира, например, Министерството за образование? Колку покажало интерес да се заинтересира за да види дали треба да се направи некоја друга програма за едуцирање додека се развива талентот? Најстрашниот дел, да речеме, од поддршката од институциите што не е постојана. Тоа е навистина една година, па се прекинува, па се менуваат правилата, па и тука тоа за спортот е погубно. Колку време се подготвува на дневна основа, на неделна, има ли некоја програма која што се следи? Па да, значи си имаат програми, тие работат и преку цела година, не само, да кажеме, во зимските периоди. Обично се смета дека тие само кога ќе падне снегот го чекаат. Не, тие и налето одат на Глечер, да речам, каде што има скијање. Тие се многу важни подготовки, иако и тие се, да речам, многу скапи подготовки. За крај сте се обиделили со родители на исто така талентирани деца за спорт, за нешто друго, да искомуницирате, да видите што може да се направи, доколку малку погласно го изнесете проблемот на површина? Цело време дискутираме, ние цело време тоа го дискутираме. Се обидуваме во рамки, да речам, на институциите каде што да се дискутира тоа. Спортско-медицинскиот преглед, како што е наречен кај нас со светската терминологија, на запад е наречен Pre-Participation Examination, самиот назив станува за преглед пред учество во надпревари тренажен процес.
Станува збор за сериозен преглед, кој што генерално и секогаш треба да го прават специјалисти по спортска медицина. Неговата важност е голема поради тоа што има неколку сегменти кои што треба да се пратат. Прво, битен е здравствениот сегмент. Значи, вие не можете да учествувате во тренажен процес со физичка активност ако не сте здрави. Иако физичката активност предизвикува драматично добри ефекти, поготово од детската возраст. Значи, ние треба да ја практикуваме, да апелираме и да правиме пропаганда за организирана физичка активност. Меѓутоа, таа физичка активност треба да е контролирана, дозирана, соодветна со дадената возраст и токму затоа се битни спортско-медицинските прегледи. Прво, спортско-медицинскиот преглед треба да има едно детектирање на евентуални деформитети и кај децата, меѓутоа и кај возрастните. Од типот одење, стапала, деформитети на рапетот. Број 2, треба да има една пообсежна биохемиска анализа, значи крвни параметри, маркери. Не е тоа само земи крвна слика и си завршил работа, затоа што сега го кажам концептот кој што ние овде го правиме кај мене во Кинетикус и кој што е европски базиран. Всушност ние сме лиценцирани од Европското здружение по спортска медицина. И јас апелирам и сакам, бидејќи сум и претседател на здружението тоа така да се прави, ја учествувам на Универзитетот Гоце Делчев во она што значи ментор на идните и сегашни специјализанти и специјалисти по спортска медицина. Значи една биохемиска поширок анализа каде што од прилика ќе детектираме и ќе фатиме нешто ако има проблем. Ние воведовме овде во нашата ординација плюс и испитување на урина, затоа што денеска имаме пореметување од детската возраст кои што не може да ги детектирате на друг начин, каде што наводно бубрезите функционираат во детската возраст добро, меѓутоа во подесеточната возраст може да развијат сериозна бубрежна болест. Понатаму правиме електрокардиограм во мирување, правиме спирометрија, динамичка спирометрија за било какви проблеми во однос на дишните патишта и го ставаме на оптоварување соодветниот спортист во зависност од возраста, во зависност од спортот. Имаме различни специјализирани тестови. Меѓутоа ќе говорам за оние базичните тестови со кои што се добива потврда способен тренинг и надпревар. И конечно, пред сето тоа земаме на анамнеза. Во медицината анамнеза се зема и општа и специфична. Овде од општа анамнеза завршуваме и специфична анамнеза, тоа е историја, каде што ние добиваме информации каков е тренажниот процес, дали има промени и така натаму. Така да на тој начин, на секои 6 месеци ние всушност пратиме каква е здравствената состојба, застануваме позад нашиот печат дека е способен да тренира, меѓутоа ги пратиме и ефектите од тренингот. Добро е овие прегледи да ги прават и сите оние така наречени рекреативци, што денеска ја го поздравувам ова масовна активност, физичка активност, бидејќи многу пати ја говорам таа најпозната харвардска студија, мета-анализа од 20 години покажа следејќи ги многу ризик фактори за здравјето, пушење, гојност, диабет, хипертензија и седентарен начин на живење, значи без вежбање, се покажа дека најнезависна варијабла која што учествува во продолжување на квалитетот на животот и должината е физичката активност. Ама правилно и добро дозирана. Деветгодишната Матеја Павловска тренира уметничко лизгање веќе 3 години. За уметничкото лизгање дознала од телевизија, а во една прилика дошла на рекреативно лизгање и тоа било љубов на прв поглед. Вежба 6 пати во текот на неделата, а ни објасни дека е напорно, но вреди затоа што е забавно и интересно. Со добра организација успева да постигне успех и во училиште, но наоѓа време и за другарување. Со уметничко лизгање планира да се занимава за секогаш, сака да победува, но прифаќа и пораз. Па, сакам да на некој надпревар да бидам на прво место, ама и да губам, да бидам на последно, трето, второ, четврто. И тоа е добро, така се мотивирам поише да одам понапред и понапред. И не се откажам. Матеја има порака за сите дечиња кои што сакаат да започнат да вежбаат уметничко лизгање. Уметничкото лизгање е интересна работа. Интересно е и кога паѓаш, така постигнуваш други степени. Како така постигнеш да бидеш понапреден, да не паднеш, да не...
сите да пробаат, барем додат на еднаш на рекреативно да пробаат како е да се лизга. Предизвиците со кои се соочуваат се многубројни. Физички, организацијски и финансиски. Станува збор за скап спорт. Опремата се набавува од Италија, Србија или од Бугарија, а најмногу им е потребно затворено лизгалиште. Се е оставено на родителите, кој колку може. Не само за опрема, бидејќи нивната сезона е многу кратка, 2,5-3 месеци, што е многу тажно. Девојчињата одат на надпревари, тоа на европско и на светско ниво. Годинава имавме представник на јуниорските олимписки игри во Италија, каде што нога до нога застанува што некој што тренира 12 месеци по цели денови, а нашите девојчиња тренираат само 3 месеци на лед. Еден месец на лед е најблаго кажано чекор назад еден, а они имаат по 8 месеци пауза на лед. И сепак постигнуваат убави резултати. Тажно е кога ги гледаме за толку краток период што све девојчињата прават на лед и колку брзо напредуваат. Едноставно се доаѓа после пресек и одиме назад и назад и назад. Они имаат суви тренинзи, они имаат балет, имаат се. Но не е тоа. Значи, нив им треба затворено лизгалиште, каде што државата треба да си го превземе тоа во своји раце. Не вака е оставено само на родителите и трчаш на сите страни. Не една, две, три, пет работи ако треба ќе работиш, не знаеш кај тераш, ама да стигнеш бидејќи детето сака и е добро во тоа. А ти како родител како да не го поддржиш детето? Кога има напредок, кога има просперитет, кога е таа некоја здрава младина што треба да ја негуваме. Тие девојчиња и поголемите се веќе и средно образование, сите се одлични ученички. Значи треба малце да ги поддржиме, треба во нив да инвестираме. Тие деца имаат време и за тренинзи, за да учат и за се да постигнат. Немаат време за да дремат на телефон, да дремат по кафичи или по улици. Родителот е тука за поддршка на детето и конкретна соработка со тренерите. Сепак потребни се и услови за постигнување успеси. Разговараме на тоа и ние и тренерите дека во принцип секој со себе се надпреварува. Да, они лизгаат иста кореографија на повеќе надпревари, но надпреварот е сам со себе, во секој следен настап подобри резултати, да подобри бодови, да освоиш таа и таа пируета или не знам тој или тој елемент подобро да го совладаш и да го направиш. Бидејќи за секое нешто има казнени поени, има плюс поени. Па овој спорт е убав, некако е убава дисциплина, некоја има и своја елеганција. Не знам, убаво е. И кога ги гледаш е убаво. Убаво е да спортуваат пред се. Сега не го бива секој за уметничко, нека дојдат, нека пробаат, ама убаво е било кој спорт да го практикуваат, да имаат ангажираност во текот на денот, да имаат приоритет, да не им биде приоритет да лежат тука во кревет и да гледаат на компјутер или на телефон. Мојава нема време, додуша не ни сака нешто многу. Вака е исполнето времето и е среќно дете. Ужива во тоа што го прави. Улогата на психологот е исто така важна колку што е важна улогата на родителите и улогата на тренерите во целиот тој процес на унапредување на спортскиот аспект кај спортистите уште од најмали нозе. Психологот во суштина е дел од тимот кој го создава спортистот, односно кој го гради понатаму во професионалец во неговата спортска надоградба. Така да психологот во голем дел од спортските, да кажам, вештини, како што се особено индивидуалните спортови, психологијата исто така, да кажам, 50-60% многу битна за да се успее понатаму, особено кога навлегуваат во професионалниот дел, каде што стануваат професионалци во спортот. Психологијата игра и најголема улога, дури надвор од онај технички дел, односно онај тренажен процес кој го имаат заедно со тренерите, кондиционен тренинг и така натаму. Веќе 12-тата, 13-тата година, каде што и нели веќе навлегуваат во пубертетските води, веќе тука се раѓа и прашањето каде одам јас, колку ова е битно за мене, почнуваат и поразите да ги доживуваат
тешко децата, а си има улога нели самиот пубертетски период кој си има и доста бурни моменти, така да тоа е вистинското време каде што децата треба да посетуваат и психолог за да се задржи тој ентузијазам кај децата за спортскиот дел, но исто така и да се работи тоа како на емоциите кои многу влијаат и на победите, но и на поразите понатаму во патот кон успехот во спортот. Токму во тој период, ако се почне да се работи на психолошкиот дел, и како многу добро може токму тогаш да се влијае на мозокот и на создавањето на едни, да кажам, перцепции кај детето најнапред, потоа и градење на мислите и чувствата, каде што ќе се создадат образци на еден ментален склоп кај детето за понатаму за да успева во спортските води. Кога имаме победа, седнуваме и правиме детална анализа на позитивните аспекти кои влијаеле одлично на таа победа и кои биле препорачани, а навистина довеле до победата. И не само од психолошки аспект, соработуваме со тренерите и заеднички и на терен и со техниката, заеднички ги спојуваме и правиме анализа на позитивните аспекти кои се битни понатаму, нели да не се изостават во идните мечеви, надпревари и турнири. Кога се работи за пораз, поразот најпрво создаваме еден таков мајндсет дека поразот е дел од победата. Така да, веднаш после поразот дадена е насока на спортистите, особено на малите деца, воопшто да не се разговара, да не се паѓа, да не се доловува тој момент и да не се доживува веднаш, туку да се седне, да се стабилизира, да се одмори и имаме часови плюс можни часови после кои може да се седне да се работи или па веќе следната ден да се работи. Ако имаме снимка, разгледуваме снимката, правиме повторна анализа, основната работа е анализата, но тука правиме анализа на негативните сегменти, односно работи кои биле применети и кои влијаеле на таков и таков начин. Прво нешто кое го правиме е градење на самодисциплина кај спортистите. Самодисциплината ги води кон разбирање зошто тие се одлучиле за спортот и дали всушност можат да го издржат целиот тој процес на самодисциплина, зашто и како е битен за да може нели да бидат успешни понатаму во целиот тој процес и во успехот кој сакаат да го постигнат. Така да мотивацијата повеќе најчесто е насочена кон целите и оние чекори кои водат до целите, односно градење на еден позитивен мајндсет кај секој спортист. Постојат различни модели на стратегии. Во светот изборот се прави врз основа на финансиските, кадровските и материјалните капацитети кои ги поседува една земја. Секако, тука не се исклучени ни образованието, ни политиките од образованието. Интегративниот или сегрегацијскиот пристап, односно дали ќе се одбере еден или друг, или ќе се направи нивна комбинација, зависат од она што ќе го избере стручна комисија. Ова го истражувавме со цел да видиме кои примери можеме да ги следиме со цел да имаме и ние како земја добра стратегија која што ќе им овозможи на децата талентирани за спорт да се развиваат. Погледнете што откривме. Развивањето на вештините на децата талентирани за спорт не е едноставно. Бара голема посветеност и многу жртви. Токму поради тоа триаголникот дете, родители и тренер е суштински важно, затоа што позитивната комуникација помеѓу тренерот, спортистот и родителите е императив за развој на спортистот. За да едно дете стане играч, врвен играч, не зборам сега играч од локален карактер. Значи зборам за врвен играч, да игра за репрезентација, да отиде на некој европско првенство, да освојува медали и така натаму или првенства. Значи, што е најважно? Најважно е детето, значи под еден, детето да биде талентирано. Под два, треба тренерот да биде талентиран. И под три, треба родителот да биде талентиран. Сите овие три фактори, ако се спојат во едно, тогаш сигурно дека тоа дете ќе постигнува врвни спортски резултати. Првите сознанија за спортот спортистите ги добиваат најпрво од родителот. Родителот треба да биде талентиран за да може да препознае дали средината во која што се наоѓа детето
и дали тренерот кој што работи со детето се доволно добри за да тоа дете напредува и оди понатаму. Родителот има голема улога и е важен модел детето да се вклучи во спортска активност. Ако родителите се залагаат за здраво спортско живеење, постои можност и нивните деца да растат и да градат спортски дух. Детето спортист е физички и ментално ранливо и многу често физиолошки не може да ги поднесе тренинзите кои ги зацртал амбициозниот родител. Децата неретко не се ни доволно емоционално и социјално зрели за да ги издржат сите тренинзи и притисоци. Ова честопати кај децата талентирани за спорт може да предизвика и развој на интензивно чувство на вина, па така овие деца се заглавени во размислувањата како да не ги разочараат тренерите, родителите или пријателите. Приодот на детето кон спортот е зависен од талентот и мотивацијата за работа. Ако спортистот покаже интерес, но и поседува потенцијал, има големи изгледи за успешна кариера, па разбирливо е родителите да му ја дадат максималната поддршка. Кога човекот има своја визија, кога човекот има своја цел и кога знае каде оди, значи не може да се изгуби од патот. Значи, он чврсто гази и знае дека тоа е тој пат, тоа е тој оној, ја што викам, тоа е тесниот пат. Тоа е оној патот што е, значи не е оној широк каде што оди каде што одат сите. Значи баш е оној тесен пат и ти газиш по него и одиш по него и мислам дека во една таква ситуација не можеш да сгрешиш. Јас кога бев тренер на младинската репрезентација, мојот син Ненад играше во таа репрезентација и вадев ја некоја статистика од надпреварите кои ги играше во младинските репрезентации, додека јас бев тренер, Нено имаше негде 25-26 минути просечно на еден надпревар играно. Меѓутоа мене кога дојде друг тренер, дојде еден американец тренер и баш европското првенство беше тука во Скопје. По завршењето европско првенство, кога ги видов бројките, таму бројките кажуваат дека Нено во просек играл 35 минути. Што значи дека ако детето е добро, ако детето е талентирано, ако детето прави разлика, нема ниеден тренер на овој свет што тоа дете ќе го трне на страна и ќе стави некое дете кој што не е добро. Чести се примерите за негативни искуства кај децата, резултат на одредени несогласувања меѓу родител и тренер. И јас секогаш кога ќе прочитам и денеска, кога ќе прочитам коментари на социјалните мрежи, каде што се кажува во репрезентацијата се само мамини и татини синови, ја одма знам по дефолт дека тој човек што го пишува тоа е неталентиран родител. Многу е важно родителот и тренерот конфликтите да ги решаваат на социјализиран начин, бидејќи сето тоа се рефлектира врз развојот на детето. Овој однос е многу важен за напредокот на детето во спортот. Во мојата кариера сум видел многу деца кои што се талентирани, кои што работеле со талентиран тренер, меѓутоа кои што немале талентиран родител за да го препознае сето тоа и тоа дете не успеало. А сум видел од друга страна помалце талентирани деца со добар тренер и со талентиран родител кои што направиле и подобар резултат отколку во овој прв случај. Бројни анализи упатуваат на фактот дека некои родители се неретко главни виновници нивните деца прерано или пребрзо да престанат со активно учество во спортот. За талентиран родител мислам дека треба да биде оној родител кој што ќе го слуша тренерот, ако оцени дека е тренерот добар и дека тој тренер прави добро за неговото дете. Затоа што, видите, вака, можда поедноставно со некои примери да ги кажам, можда така полесно ќе се разбере целата ситуација. Значи, сум имал ситуација каде што, например, детето е талентирано, вредно, со тренер талентиран, вредер, напредува и се. Има неталентиран родител. Што подразбирам по неталентиран родител? Значи, сите оние работи кои што како талентиран тренер му ги кажувам, овој ги прима со недоверба. Во еден таков случај, значи, доаѓа
значи друг тренер од надвор, од некој друг клуб и му вика твоето дете е талентирано, тоа сите го гледаме. Меѓутоа, ако дојде во мојот клуб, ние на твоето дете ќе оди во тамо, ќе оди во тој клуб, ќе оди во оној клуб, ќе му направиме ова, ќе иде во NBA и такви работи. Сега, пошто родителов не е талентиран, а му годи тоа што му се збори за неговото дете, го зема детето од оваа средина и го носи во друга. Меѓутоа, тамо после неколку месеци гледа дека ситуацијата не е баш како што му ја кажувале. Меѓутоа, гордоста на тренерот из неговата суета не му дозволуваат сега да се врати назад. И онда што прави? Го зема детето таму и го носи во трет клуб. Во третиот клуб ситуацијата е многу полоша и од вториот и од првиот клуб. И тоа дете после извесно време престанува да игра кошарка, иако било талентирано, иако можело да направи некој резултат. Родителите секогаш треба да ги поттикнуваат своите деца на физичка активност, прво за подобро физичко и ментално здравје, а второ за подобра социјализација и стекнување спортска култура уште од најрана возраст. Родителите на детето талентирано за спорт треба да му помогнат финансиски и емоционално да развие сигурност и самодоверба, да го надмине стресот што се случува на надпреварите, но и да имаат трпение и доверба во тренерот и стручниот тим. Тренерите треба да развиваат чувство кај децата спортисти за фер спорт и етика, припадност во групата, дисциплина, упорност, позитивна подкрепа која што ќе ја зголеми самодовербата, сигурноста и мотивацијата. Најголемиот проблем тука во Македонија е тоа што ние немаме добар и стручен и квалитетен кадар, тренерски кадар, за да тој тренерски кадар препознае дали детето е талентирано, дали детето не е талентирано и кои се дострелите на тоа дете. Денес слушнавме интересни, инспиративни приказни на деца кои што се талентирани за спорт. Во таа насока ги слушнавме и приказните кои што нивните родители ги пренесуваат во однос на тоа како се подготвуваат и како се справуваат со цел да го обезбедат патот и развојот на децата до нивото на успешен спортист. Успешноста не зависи само од талентот, и во таа насока е потребен тренинг, пожртвуваност, финансиска и секаква поддршка, но и стратегија на земјата. Гледаме во светот дека успеваат само оние земји кои што имаат добра стратегија, која што на дечињата им овозможува да го развијат својот раскошен талент. Тоа беше се за ова издание на Приказна. Довидување до следната.